Продолжуваме со серијалот Македонија земја на Божјата мајка или светот на Божјата мајка. Овој пат со поднаслов Македонската црква не е српска, односно не била српска никогаш. Видовме во претходните емисии нашите јужни соседи ни го оспоруваат името, меѓутоа не само името. Излезе дека со оспорувањето на името се оспорува и македонскиот идентитет. Нашиот источен сосед ни го оспорува јазикот, но преку јазикот видовме се оспорува исто така македонскиот идентитет. Нашиот северен сосед мораме да кажеме дека е призна македонската држава под уставното име, меѓутоа Српската православна црква ја оспорува македонската, не ја признава, сметајќи дека таа треба да биде под капата на српската, така наводно било според црковните канони. И овде ќе видиме дека со оспорувањето на црквата, тие практично го оспоруваат исто така македонскиот идентитет. Затоа што ако нашата црква не е македонска, веднаш се поставува чија е таа. Или уште поточно кажано, или попрецизно кажано, нашите северни соседи, србите, го условуваат признавањето на македонската црква со бришење на предзнакот македонски од називот на црквата и од називот на поглаварот на Македонската православна црква. Така, тие, наместо архиепископ Охридски и Македонски, бараат називот на црквата да биде, односно, наместо архиепископ Охридски и Македонски, називот на поглаварот да биде архиепископ Охридски и митрополит Скопски, а црквата наместо Охридска Македонска православна црква Охридска архиепископија да стои само Охридска архиепископија. За да го тоа реализираат, тие предложија еден документ кој што требаше да биде подпишан и беше подпишан некои наши архиереи, наречен на Нишка спогодба, според местото каде што е заклучена. Што во незе можеме да забележиме? Се брише автокефалноста на македонската црква, се става под капата на српската, изборот на органите и предсе на поглаварот на македонската црква не може да биде без согласност на поглаварот на српската црква. Треба да се измени уставот, барем така е тоа предвидено, со бришење на македонските предзнаци и интересно што е забележливо низ целата таа спогодба составена во 17 точки по угледот на белосветските пратеници, посредници, медиатори, кои што доаѓајќи овде наречува со вашата земја, дотичната земја и така натака, истите термини се споменуваат и во оваа спогодба, па во неа ќе најдеме споменатата црква, дотичната црква, црква за која станува збор и така натака. Македонските предзнаци се исфрлени. Значи, гледаме дека и овдека се работи основата на прашањето, основа на проблемот не е црквата, не е признавањето на црквата, туку македонскиот идентитет. Тие веднаш изразуваат спредност да признаат црквата ако ние ги исфрлиме овие предзнаци. И ако влеземе, се разбира, под капата на српската црква. Ова секако не можеше да помине без помошта на нашите домашни, јас ги нарекувам измекери, поинаку не им доликува, кои што се дрзнаа да подпишат еден ваков документ кој што се обезличува Македонската православна црква и се навредува целиот македонски народ. Затоа и се дигна толку прашање околу овој документ, па едноставно нашите архиереи се повлекува. Што е заедничко за нашите соседи во овие нивни настапи? Прво, начинот на кој што настапуваат. Сите бараат самите да си го смениме името, јазикот, а сега гледаме и црквата. Сите тоа го прават во името на наводната своја помош, во признавањето на македонското име, јазик и еве сега гледаме и црквата. Заедничко име тоа што во сите овие случаи се користат, се ставаат во функција домашните измекери. Видовме, ние знаеме дека Македонија беше во составот на Југословенската федерација. Федерацијата по територијата на државата и правото е сојузна држава, суверена држава, значи Федерацијата е сојуз на суверени држави, па како такви ние сме основачи на Обединетите нации уште од 1945 година, само што водењето на надворешната политика беше отстапено на заедничката држава. Да ги потсетам гледачите дека по тој основ руската
поранешниот Советски сојуз имаше две негови сојузни републики членки на Советот на Обединетите нации заради рамнотежата во меѓусебните односи помеѓу истокот и западот во тоа време. Затоа можеби требаше да се појде по некој друг пат во постапката за признавање, да се побарат само да се пререгистрира по пат на сукцесија. Македонија е наследник на дел од Југословенската федерација, таа и беше како таква членка и основач на Обединетите нации, само требаше да се запише под новиот назив, се разбира, сега како Република Македонија. Освен тоа, да не заборавиме, во подоббата на Обединетите нации се предвидени 4 услова за прием на нови членки, сите тие услови ние ги исполнуваме, патем речено. Меѓутоа, знаеме дека ние самите си ставивме јамка на врат подпишувајќи и прифаќајќи пети доброволен услов, а тоа е да се договориме со нашиот јужен сосед. Значи, овде ќе имаме исклучок. За сите земји во светот важи повелбата и условите во повелбата за прием на нови членки, кои се таксативно наброени, тоа се императивни норми, кои што никој не сме нити да одзима од нив или да додава. Нас ни беше додаден уште еден пети услов. Што значи дека се работи за некои повисоки политики. Сами си го сменивме уставот, сами си го сменивме знамето. Аве сега гледаме и сами доброволно си го подпишавме нишкиот документ, со кој се само укинуваме како црква. Што е друго заедничко во овие настапи на нашите соседи? Грција видовме, ја го присвои македонското име, присвои македонската историја, култура, целото културно наследство што го оставија древните македонци, затоа што ние се откажав од нив, се разбира. Бугарите го присвоија јазикот, иако знаеме дека бугарската држава е од 680, а грчката дури подоцна, од 1830 година. Пред тоа никош не постоела ни грчка ни бугарска држава. Меѓутоа не им сметаше да го приграбат древното македонско име, а нашите источни соседи древниот македонски јазик. Видовме дека на тој јазик се напишани најстарите епови. Да не го повторуваме тоа, потврда имаме колку сакате. Србите ни ја присвоија црквата. Најстарата црква во Европа, најстарата православна црква. И тука имаме повторно еден абсурд. Ќерката црква сака да биде мајка на својата мајка црква. Повторно исклучок само кога се македонците во прашање. Зошто го велам? Реков и ќе повторам, македонската црква е најстарата во Европа. Единствен народ спомнат во Библијата, дури 28 пати да обстојува со истото име сме ние. Пред мене е Светото писмо, Библијата. Во неа што може да прочитаме? Од делата апостолски 16:9 се вели: на апостол Павле на сон му се јави еден македонец и го замоли дојди кај нас и помогни ни. Уште овде кога гледаме се споменува македонското име, македонскиот народ. Што друго ги прочитаме во Библијата? Првата христијанка во Европа е македонката Лидија и тоа е запишано во Библијата. Најстарите црковни општини во Европа и на Балканот, тоа се македонските градови Филип и Солун и Бер. И тоа е овде запишано. Не го запиша ни еден македонски националист. Сакам да го цитирам и римскиот папа Никола I, кој 859 година, цитирам, запишал: римската курија за вистински цркви ги смета оние кои се основани од апостолите, а тоа се македонската, александриската и римокатоличката црква. Сите други се од државотворен карактер со акти на државата основани. Тоа можеме многу подробно да го видиме во книгата на господинот Петар Поповски, Македонска средновековна црковна дипломатија. Книгата е во 2 тома. Има вистинско богатство од податоци за древната црковна историја на
на Македонија. Затоа Охридската архиепископија, наречена Јустинијана прва или црква на првата вистина, споради својата важност, споради своето значење, споради својата старост, секогаш била независна од Цариградската. Охридскиот патриарх секогаш седел до Цариградскиот. Токму заради својот углед. Неа ја основал византискиот император Јустинијан први, оној Јустинијан за кој видовме во претходните емисии, изворното име му е Петруш, од татко Исток и мајка Бигленица, со Вујко Исток, Вујна Вукица, тетка Лада и тетин Селимир или Желимир. Сигурно не ги донеле византиците од зад Карпатите да им ја разубават империјата и да им дадат император. Тој ја основаше оваа црква со новелата 31 од 535 година. Ја нарече Јустинијана прима, што би значило црква на првата вистина. Што крие терминот црква на првата вистина? Која е загадката што со тоа се загатнува? Индици има, меѓутоа сега ние нема да збориме во емисија, треба да се потврдат уште некои факти, има време, може би времето не е сега за таа работа, меѓутоа останува фактот дека Охридската црква со 365 цркви за секој ден во годината по една е единствената во Европа, ми се чини и во светот. Таа е најголемата црква со најголем број на епархии, покрива најголем број на простор, во неја доаѓале дури рудските принцези да се покрстуваат. Тоа е потврдено од историските извори. Под нејзина капа се до 1219 година се и српските епархии, како што е Нишката, Браничката, на Костолац на Млава, Белградската, Сремската, Призренската и Липљанската. Да не заборавиме, оваа црква била нарекувана и македонска. Видовме ние во претходните емисии извадок, односно точно во претходната емисија, доказ од бугарскиот историчар Јордан Иванов во својата книга Северна Македонија од 1906 година, децидно наведува дека охридските патриарси во својата титула, односно покрај својата титула, често пати милувале да стават придавката македонски, што зборува за карактерот на оваа црква, што е сосем разбирливо ако се знае кој живеел на тие простори. Некои секаат за миловата држава и Охридската црква, односно црквата Јустинијана прима или црквата на првата вистина, да нарекуваат бугарска, видовме србите си и тие си ја присвојат, ја прават српска, секако не може да биде и едно и друго. Затоа сакам уште еднаш да презентирам некои артефакти кои ги презентиравме во изминатите емисии. Не може Самуиловата држава само поради тематскиот назив, тематската поделба на Византија на теми. Видовме дека темата Тракија е именувана како Македонија, северниот дел од Бугарија како подунавска земја, па тамо никакво детерминирање бугарско немаме со векови, а пак територијата на Македонија наречена со тематското име Бугарија. И сето и тоа ги ствараше забуните. Нити пак спорди називот на круната што ја зел царот Самуил. Не е спорно ја зел бугарската круна, рековме во претходната емисија. Меѓутоа, и Карло Велики ја зема римската круна, и Наполеон ја зема римската круна, Отон II исто така, цар Душан ја зема македонската круна, па никој за нив не вели дека биле римјани или македонци. Ние го почитуваме, ја почитуваме пределбата на овие народи. Уште една сакам да им презентирам на гледачите на телевизија Сонце и на целата македонска јавност сликата од 4 девојки, која датирана негде од крајот на 10 век, 999 или 1000 година, од германските извори, на кои што се презентирани 4 девојки, јас би молел режијата да ја пушти. 4 девојки кои ги представуваат 4 најголеми царства во тоа време во Европа. Тоа се Склавинија, единственото словенско царство во тоа време, тоа е Самуиловата
држава, Германија, Галија и Рим. 4 девојки понесуваат подароци на германскиот крал. Таму гледаме дека името е Склавинија, не е ни Бугарија, не е ни Македонија, Склавинија. Како доказ пак за самостојноста на Охридската црква ќе презентирам два нови докази од пишани извори. Пред се, тоа е архиерејската листа на архиереи Ордо Епископорум, која се наоѓа во Париз, во графа 880, позната е во историските извори, ги нема трновските и преславските поглавари, туку само охридските. Обратно пак, во еден друг документ, тој во спомен листата на Палаузовиот примерок на синодиконот на царот Борил од крајот на 13 век, на кој се патријарси на Трновската и Преславската црква, а ги нема охридските поглавари. Еве дециден доказ дека Охридската црква не е ни бугарска, но не е ни српска, ќе видиме. Охридската црква, според својот углед, ќе остане независна и во времето на Василије II, без оглед на случувањата што се случиле во негово време и во станието на Самуил. Задушувањето, тој, поради својот углед, Охридската црква ја остава независна, дури ги ја проширува нејзината диецеза. Останува независна дури и во времето на царот Душан, па и понатаму се до нејзината забрана во 1767 година, кога турскиот султан со Ираде ја забранува. Велам ја забранува, не ја укинува. Тоа е одлука, зашто велам ја забранува? Затоа што е донесена од инороден и иноверен орган, од држава која што не е секуларна, држава која што подоцна ќе го напушти Балканскиот полуостров и незината юрисдикција веќе не се протега на овие простори. Тај тие одлуки и самата турска држава, мислам дека може да се смета со своите одлуки, своите закони, кон крајот на 19 век ги стави вон сила, барем така може да се свати со воведувањето на секуларна држава и таков пристап се разбира. Па тие одлуки слободно можеме да ги сметаме за непостоечки, неважички или ништовни, како сакате. Кој може да ни забрани нас сега овде када си ја возобновиме Охридската архиепископија како македонска црква, како што тоа србите го направива со Печката патријаршија, како што тоа го направива бугарите со Трновската патријаршија и така натака. Тоа и во склад со 17-то канонско правило, донесено на 4-тиот Вселенски собор на православните цркви. Да секоја држава, секој народ, ако се формира држава национална, да може да се формира и своја црква на својата територија, се разбира да биде таа и автокефална. Зошто ова го потенцирам? Затоа што не можам да се изначудам на одлуката на Светиот Архиерейски синод да упати барање до турскиот парламент за укинување на иридите од 1767 година. Затоа што со ваквото барање практично и се дава легитимитет на таа одлука. Бара да се поништи одлука која што веќе е неприменлива, која што веќе и не постои, која е донесена од инороден и иноверен орган, од држава која што веќе нема юрисдикција на овие простори. Доволно беше само ние да се ја возобновиме како што тоа го направивме 58 и 67 година. Да се вратиме на Српската православна црква, да видиме тоа, да видиме кога таа и на кој начин е основана. Познато од историските извори дека ја формирал Свети Сава 1219 година со издвојување од Охридската архиепископија. Тоа е неспорно. Заради овој чин, неканонското излегување од рамките на Охридската црква, Цариградската патријаршија фрли анатема, а србите си обезбедија признавање од нормална црква во Азија од Никејската. Подоцна, за да стави шепа на овие епархии, Српската црква 1920 година со купување за цена од 1.500.000 швајцарски франци во злато ги откупи епархиите во Македонија и така
стана нејзин собственик, да кажем, ги стави под своја юрисдикција и затоа ние сме денеска дојдени во оваа ситуација да се препираме околу тоа работа. Што е срамно за православни народи. Треба да се угледаме на католичката црква, кога таа работа е единствена. Ние се уште се препираме се за некакви си юрисдикции еден на друг, не си ги гледаме заедничките интереси и заедничките маки кои што ги имаме и очигледно уште ќе ги имаме. И веднаш едно прашање. Со пари ли ќе купуваме епархии? Со пари ли ќе се наметнуваме едни врз други? Јас мислам дека српскиот народ што побрзо црква за црква, што побрзо треба се ослободат од овој срам. И се надевам ќе најдат сили тоа да го сторат. Што е со Македонската православна црква? Како и секој народ, и ние се изразивме желба по возобновувањето на древната македонска држава, да си создадеме своја самостојна, независна, автокефална црква. Низ одлуките носени во текот на историјата од 1944 година во Издеглав, 1945 година во Скопје на првиот црковно-народен собир и на вториот 1958 година кој е возобновено Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква, ние си ги покажавме своите желби. Морам да кажем дека во прв момент Српската црква беше коректна и со своја одлука од 17. јуни 1959 година, со одлука на Синодот на Српската православна црква, тие донесува следната одлука, во која се вели: со одлука престанува да важи уставот на Српската православна црква за македонските епархии, кои се издвојува во посебна Македонска православна црква со свој нов црковен устав и ќе бидат предводени од свој собствен поглавар. Ова одлука објавена во службеното гласило на Српската православна црква, објавена е во книгата Обезглавена српска црква во Трст 1964 година на страна 135 од Драгул Вурдулија. Се разбира, внесена и во преамбулата на уставот на Македонската православна црква. Значи се работи за општо позната одлука, што е позната на нашата и пошироката јавност. Ова не е ништо друго, туку канонски отпуск, канонско признавање на Македонската црква. По ова имаме и де факто признавање во неколку наврати, а тоа е се случи на 19. јули во црквата Свети Мина во Скопје, 19. јули истата година, значи 59-та година, кога српскиот патриарх Герман во сослужение со поглаварот на Македонската православна црква Доситеј одржа богослужба, го рековме, во црквата Свети Мина, која е срушена во земјата со 63-та година. Исто така имаме потврда и на 24. мај 1962 година во Охрид во црквата Свети Климент, кога свечена литургија сослужување има рускиот патриарх Алексеј, српскиот патриарх Герман и македонскиот поглавар архиепископот Доситеј. Со ова имаме и де факто признавање на Македонската црква. Јута брзо после ова Српската црква се повлече, очигледно поради некои притисоци од страна кои што можеме да ги насетиме. Изгледа тие се навикнаа да играат по туги свирки, меѓутоа морам да ги потсетам, после свадба тапани нема ефект. Сакам нешто да кажам и за автономната Охридска архиепископија на Вранишковски, која формира нашите северни соседи, која што оставува како клин за поглавар го постави господинот Вранишковски, отпадникот од Македонската црква. Тие го финансираат, тие му се духовни водачи. Мислам дека не им требаше оваа работа, не е во склад со добрососедските односи и оваа грешка мислам дека брзо ќе ја исправат. Као православни христијани ќе најдат сили да ја исправат. Мислам дека тоа ќе биде и во нивна полза, од проста причина што Вранишковски себе си се декларира, бар според оние интервјуи, ја што ги имам читано неговите изјави, се декларира како потомок на античките македонци кои биле грци
Внимавајте, тој себе си се декларира како потомок на античките македонци кои биле грци, што индиректно значи, индиректно тврди дека е грк. Не забораваме, грците, Охридската архиепископија ја сметаат за своја. Тие десетина пати се прошири од своето основање во 1830 година. Почнаа од најјужниот дел на Балканскиот полуостров, стигнаа до Гевгелија. До кај ќе стигнат, ќе видиме. Дали тоа може би идат по стапките на Охридската архиепископија, која што се протегала до Дунав, ќе видиме. Затоа треба да се подзамислат малку и нашиве соседи. И да се запрашат во чија полза ја формира црквата во Македонија начело со Вранишковски. Ова е вистината за македонската и српската православна црква, за нивните односи. Меѓутоа морам да кажам нешто и за нашиве архиереи, за нашиот синод. Не можам да ги разберам. По сите овие изложени факти, во чие име и во чија полза сакаат повторно да преговараат со српската црква? Кому му требаат овие разговори? Каноните се на нашата страна. Ние си возобновивме државата и според црковните канони имаме право да си формираме и своја црква. Нема да бараме сигурно друг да ни ја стори, да влеземе под кабата на туѓа црква. Немаме потреба. Рековме, Охридската црква е најстарата православна црква. Таа не е укината. Не може инороден, иноверен орган да укинува туги цркви, на туги територии. Таа е забранета. Со заминувањето на Отоманската империја од балканските простори, престануваат и причините за постоење и работење на оваа црква. Ние си ја возобновиме и тоа никој во тоа право не може да не спречи. На крајот, би сакал да упатам една порака до моите православни браќа во соседните земји, сите, нема да ги набројувам. Чувајте ја Македонија како зеница во окото. Таа е најстарата православна црква, мајка црква на сите православни цркви. Чувајќи ја неа, си ја чувате својата црква, си ги чувате своите интереси. Мислам дека ме разбравте, после се она што кажав и во претходните емисии. За вечерва толку, благодарам. Во идната емисија ќе зборуваме на тема најголемите цивилизацијски придобивки во древноста или во антиката, како што некои милуваат да кажат.